колеги пратеници, почитуван министр. Без оглед на кратката временска дистанца од формирањето на новата влада, можеме да ги видиме контурите на незината стратегија, односно политика во делот на меѓународната политика. Во овој изминат период имавме еден поконкретен чекор, а тоа е договорот со Бугарија и одредени активности кои што јас би сега класифицирал како тенденции на Министерството за надворешни работи, односно на владата во делот на меѓународната политика. Впрочем, во Република Македонија веќе 26 години има континуитет во приоритетите на меѓународен план и постои висок консензус меѓу клучните политички партии дека за нашата земја најстратешки приоритети се членството во Европската унија, членството во НАТО, стратешкото партнерство со Соединетите американски држави, градење на добрососедски односи и така натаму. Веднаш по формирањето на новата влада, прилично со висок интензитет беше кажана една теза за која сакам да дебатирам, за која имам, се разбира, различно размислување, а тоа е дека, парафразирам, заврши ерата кога Република Македонија креираше проблеми, почнува ерата кога Република Македонија ќе креира решенија. Таа теза наведува на еден многу логичен заклучок дека сите проблеми кои што досега биле предмет во комуникација со претежно со соседите, ги креирала Република Македонија. Јас апсолутно со тоа не се согласувам. Тие проблеми некои датираат дури и пред прогласувањето на независноста на Република Македонија. Значи имаат една голема историја и не можете со обид да го дискредитирате вашиот претходник, да градите на таква позиција. Се разбира, секоја гарнитура која ја водела државата, градела своја собствена стратегија да ги надмине тие проблеми. Па ќе се сетите со креирањето на политиката, познатата политика на еквидистанца до други различни политики на различни влади, кои што јас верувам биле со намера да ги затворат сите отворени прашања помеѓу соседите и да го отворат патот за полноправно членство на Македонија во НАТО и Европската унија. Во таков контекст, значи, се работеше и претходно на склучување на договорот со Бугарија и затворање на тоа прашање. Јас лично имав една официјална средба со бугарскиот премиер и се разбира, договорот беше приоритет во тие разговори и немам дилема дека тоа прашање требаше да се затвори. Меѓутоа, имам дилема дали е избран најсоодветниот начин, односно дали е постигнат договор кој што ги гарантира позициите за кои Република Македонија е заинтересирана. Секој пат земјата мора да води сметка за состените национални и државни интереси, без разлика со кој сосед разговора за било кое отворено билатерално прашање. Меѓутоа, овој договор, прво што ми падна вака сомнително е брзината со кој се донесе. Значи, договор на кој работеле доста структури, доста институции прилично подолго време, се затвори за месец дена од формирањето на новата влада, што само по себе креира еден доволен простор за сомнеж околу квалитетот на договорот. Точно е дека најголем дел од договорот беше затворен помеѓу двете влади, меѓутоа она што остана отворено за нас беше и најклучното, најважното и сметаме дека можеби не требаше со толкава брзина и со едни такви позиции да влегуваме во овој процес. Впрочем, ќе се вратам пак на првата теза, кога ќе кажете дека Република Македонија била тој фактор кој ги креирал сите проблеми, вие несвесно ги рушите и вашите преговарачки позиции со било кој партнер со кој ќе разговарате. Праќате порака дека сега е моментот сите страни кои што
општат со Република Македонија по одредени отворени прашања, да си ги забетонираат своите позиции, односно се праќа сигнал дека сега е шансата од нивен аспект, за нивни потреби, да избоксуваат најдобри можни решенија. Впрочем, по мене, договорот со Бугарија го покажа тоа на дело. Јас немам никаква замерка кон владата на Бугарија, кон институциите на Бугарија, бидејќи на тој начин и така треба една држава да си ги брани своите интереси. Јас би дал една замерка до нашата влада, до Министерството за надворешни работи, зошто не се прифатија сугестиите од опозицијата во делот на подобро истакнување на посебноста на македонскиот народ, подобро истакнување на посебноста на македонскиот јазик, во делот на по-правилно дефинирање на поимот заедничка историја. Тоа можеше да биде ставено во некој регионален контекст и навистина тука ќе немаше простор да се раѓаат сомнежи. И исто така држат забелешките во делот на асиметричноста која што е евидентна и со прво читање од договорот може секој да ја примети. Ова беше една убава прилика на самиот почеток на работењето на новата влада да се изградеше еден висок степен на инклузивност кој што сите го зборуваме во сите прилики, бидејќи јас сум цврсто убеден дека ако некаде постои простор за постигнување консензус, за постигнување висок степен на инклузивност, управо тоа е меѓународната политика, бидејќи по однос на приоритетите кажав дека немаме разлики како политички структури. И тоа беше добра прилика да се направи еден поголем консензус помеѓу политичките партии, потоа да пробаме и да го трансферираме и во другите области, да не остане само на областа на надворешната политика. Меѓутоа, јас не губам надеж и волја дека во наредните чекори, при отворање на други вакви суштествени прашања, ќе има доблест и разбирање за поголема вклученост и на опозицијата. Впрочем, договорот со Бугарија и во тој дел покажа дека навистина може партиите од различни идеологии, без разлика власт, опозиција, да имате една квалитетна дебата. Нашите колеги пратеници во бугарскиот парламент имаа многу поквалитетна дебата околу договорот, а ние тука немавме можност, освен една седница на Комисијата за надворешна политика, на која беше презентиран тогаш нацрт текстот, кој што подоцна испадна дека првата верзија која што ја видовме испадна и последна верзија, значи немаше никакви корекции и во тој дел се прати една лоша порака дека има некаква вклученост на собранието на комисиите, меѓутоа текстот кој што го гледавме првиот момент, тоа е и текстот кој што после тоа го потпиша владата, така да не можам да кажам дека тоа било некоја квалитетна соработка помеѓу владата и собранието и натре во собранието. Беше спомнат и случајот со спречувањето за упатување на амбасадор на господинот Александар Николовски. Јас како член на Комисијата за надворешна политика сум во детали запознан дека целата процедура претходно беше завршена и дека ќе беше добар гест од сегашната влада да не го спречи заминувањето на Николовски на една од најважните функции во меѓународната дипломатија, ќе постигнеше повеќе ефекти со тоа што немаше да го спречи, ќе пратеше прво еден сигнал на широко градост и ќе повтореше една политика која што претходни влади ја правеле, а тоа е да упатуваат амбасадори на важни позиции кои што не доаѓаат, условно кажано, од собствените редови или сепа од спротивниот табор. Исто така, јавноста во иднина ќе очекува и попрецизна стратегија и попрецизно објаснување околу мигрантите, бидејќи просторот е ограничен. Тука би завршил. Благодарам.